Вестите на телевизија може да бидат забавни. Например, нашите мини вести. Драги гледачи, вие ги гледате најинтересните вести. А јас сум Марко. А јас Луција, почнуваме. Во денешните мини вести ќе гледате. Од Глигор ќе дознаеме како синоптичарите ја подготвуваат временската прогноза и од каде знаат дали ќе врне или не. И откриваме и 10 интересни факти за комарецот, пчелите, слонот и крокодилот. А ќе дознаеме и како настанал телефонот. Гледајте на до самиот крај. Навистина ми е убаво во ова студија. Исто и мене, како да сум дома. Луција, па немој да лажеш, дома немате телевизиски камери. Да, ама имам многу другарчиња со кои што гледаме заедно мини вести. За нив, а и за дел од возрастните, сега ќе ви откриеме 10 интересни факти кои што сигурно ќе ви интересираат. Во денешните мини вести ќе ви откриеме 10 интересни факти кои сигурни сме дека децата ќе ги интересираат, а можеби и некои од возрастните не ги знаат. Дали сте знаеле дека децата се смеат во просек 400 пати на ден, а додека возрастните само 15 пати дневно? Во просек човекот кажува 5000 реченици дневно. Дали знаете дека децата растат во просек повеќе во пролет, отколку во било кое друго годишно време? Знаете ли дека мачките не чувствуваат благ вкус? Слоновите се единствените животни во светот кои не можат да скокаат. И сте знаеле ли дека комарците имаат заби и постојат околу 2000 видови комарци? Дали знаете дека полжавите имаат 4 носа? Пчелите пак за 1 килограм мед треба да поседат 4 милини цветови и да поминат пат како 4 пати да ја обиколиле земјата. Знаете ли дека крокодилите не можат да го исклазат својот јазик надвор од устата? И дека нојот има поголемо око од мозокот. Има уште многу работи кои што треба да ги дознаеме, но ќе ги оставиме за следниот пат во мини вести. Оно што ме интересира кај вестите за возрастните е информацијата за времето. Исто и мене, за да знам дали можам да си играм надвор или не. Како секогаш знаат кога ќе има дожд, а кога сонце? Ајде заедно да го прашаме Глигор. Здраво, јас сум Ивана, ова е Глигор. Кажи ми, што е временска прогноза? Временска прогноза, тоа се информации кои што треба метеоролозите да им ги дадат на луѓето, со кои што им кажуваат какво време ги очекува. Дали ќе врне, дали ќе биде студено, дали ќе дува. На децата кои што одат во градинка или во училиште да им кажат како треба да се облечат, дали треба да одат по куси ракави, по долги ракави, дали ќе врне снег, дали треба значи да ги извадат санките или кога одат на одмор да знаат какво време ги очекува, дали ќе можат слободно да се капат, дали ги очекува сончево време, се што е во врска со времето, односно кога треба да кажеме какво време не очекува во деновите кои што доаѓаат, тоа е временска прогноза. Зашто е важна временската прогноза? Временската прогноза, како што рековме, на децата им е битно за да знаат како да се облечат, како да играат или каде да играат и до кога да играат. На возрастните временската прогноза исто така им е многу важна. Важна им е за тоа, ако некогаш прават поправки на автомобилот, на куќата, да знаат какво време ги очекува, да знаат што да планираат, што да облечат и возрастните за на работа. Временската прогноза е многу битна за некои што се занимаваат со спорт, да знаат дали ќе им врне, например, некои што возат велосипеди. Битна им е на морнарите за да знаат какво време ги очекува, битна им е на пилотите за да знаат какво време ги очекува додека летаат, за да може да биде сето тоа безбедно. Можеме да кажеме слободно дека временската прогноза, информациите за времето им се важни на сите луѓе кои што имаат некаква активност која што е надвор од дома. Како знаете дали ќе биде или не? Во ова поново време, сега е малку полесно да знаеме како за да знаеме дали ќе врне и колку ќе врне. Затоа што имаме помош од едни огромни камери кои што всушност се наоѓаат во вселената и ја снимаат земјата од згоре и ние можеме да видиме дали доаѓаат облаци кон нас. Од друга страна имаме многу
ајде да кажеме така, силни компјутери кои што вршат едни математички пресметки. Знам дека не сите многу ја сакате математиката, но математиката многу ни помага за да знаеме дали и како ќе врне. Прво мериме и сите тие мерења кои што ги правиме метеоролошки, ги ставаме во едни големи равенки, тие ќе ги учите во училиште и со сите тие математички равенки кои што ни ги пресметуваат компјутерите, ние на крај добиваме одговори дали ќе ни врне или нема да ни врне. Пати, Григор, ќе се видиме пак. Телефонот го користиме секој ден за да се јавиме на баба и дедо и на другарчињата. Мене мама ми дава да играм игри на телефонот кога сум умна. Бидејќи телефонот го користиме секој ден, сигурно ви интересира како настанал. Тоа ќе го да знаеме сега. Кога човекот научил да произведува струја, тој помислел дека со неа би можел да пренесува и пораки. Но прашањето било како? Американецот со италијанско потекло Антонио Меучи го создал телефонот. Неговиот телефон можел да испраќа и прима звуци. Во исто време во Шкотска и Александар Греем Бел дошол до истиот изум. Кога од друг телефон му се јавила куќината помошничка, изненадениот Бел викнал «Ало!» и од тогаш овој збор останал како традиционален поздрав со кој луѓето го започнуваат разговорот на телефон. За разлика од своите претходници, Бел го заштитил својот изум во Заводот за патенти и од тогаш официјално се вели дека тој е таткото на телефонот. Но без разлика кој го направил тоа, му подарил на светот голем изум. Не само поради тоа што пораките толку брзо се пренесуваат, туку и зошто ги инспирирал научниците да го измислат и радиото, а потоа да измислат и телевизијата. Денес поретко се користи фиксниот телефон, но затоа сите од нас имаат мобилни телефони со кои сме достапни 24 часа на ден. Во денешните мини-вести ќе гледате зошто птиците се селат на југ, како се подготвува вкусниот ајвар и зошто лисијата во есен ја менуваат нивната боја. Гледајте на до самиот крај. Лисијата во есен ја менуваат својата боја. Исто така, лисијата во есен паѓаат од дрвјата. Но зашто е тоа така? Се за лисијата и есента ќе да знаеме веднаш. Слушајте внимателно. Есене, сите ги забележуваме промените кои настануваат во нашата околина. Времето е променливо, птиците се на југ, животните се прибираат во своите живеалишта, а лисијата паѓаат од дрвјата. Но дали знаете зошто лисијата ја менуваат бојата, а потоа паѓаат од дрвата? Во есен сончевата светлина е се послаба. Тоа предизвикува лисијата да ја менуваат бојата, бидејќи го губат хлорофилот, што ги прави зелени, што пак овозможува да се види жолто-портокаловиот пигмент што се наоѓа одоздола. На површината од листот се создава тврд дрвенест слој. Листовите почнуваат да венеат и да паѓаат. Со паѓањето, односно отфрлањето на листовите, дрвото се штити од оштетувањата кои би настанале при ниските температури за време на зимата. Но природата е многу попаметна од тоа. Треба да знаеме дека секоја есен листопадните дрвја ги рециклираат хранливите материи од својата лисија пред тие вистински да опаднат. Едногодишните растенија во зимскиот период изумираат, но сепак формираат семе од кое ќе се развие следната генерација. Во периодот на мирување, сите функции на растенијето се сведени на минимум, се додека температурата не почне да расте, а сончевата светлина да ја имаме во изобилие. На проглед се ќе биде повторно зелено, но до тогаш ќе уживаме во тепихот од листови на улиците и жолтата кралица есента. Марко, дали знаеш што се прави во есен? Сега го се прави вкусен ајвар. Така е. За оние кои што не знаат како се прави вкусен ајвар, има ли такви? Ќе ве водиме во едно место каде што ќе видиме и ќе помогнеме во правењето на ајвар. А и помогнавме во неговото јадење.
ајварот е една од најголемите обсесии на македонското домаќинство. Да се направи добар ајвар, кој предизвикува и мами, и пред се ајвар на кој ќе завидуваат соседите, е вистински предизвик. Но не само тоа, правењето ајвар е и традиција. Едноставно не постои процес кој на полесен начин може да ги обедини сите членови на семејството. Типичната слика на овој процес изгледа вака. Таткото ги пече пиперките, мајката ги собира децата за лупење, а бабата раскажува како во нивно време ајварот бил многу повкусен. За тоа време се собираат соседите, почнуваат малските мајтапи и ајварот е готов. Сите се солидаризираат во печење, лупење и мелење на пиперот. Се разбира, најголемото задоволство предизвикува чувството што се добива при вкусување на готовиот ајвар. Се за ајварот и како се прави, дознаваме на лице место. Здраво, јас сум Мелани, Чичко Мартин. Сега ќе кажеме зашто децата сака да јадат ајвар. Децата најмногу сакаат да го јадат ајварот, бидејќи тоа е нашето традиционално македонско јадење, кое што се приготвува заедно со баба, со дедо, со тато, со мама, со сите. Ностоп се даваат обврски околу ајварот. Зашто ајварот се прави од црвени пипер? Зашто ајварот се прави црвени пиперки? Убаво прашање. Бидејќи традиционално ајварот има црвена боја. Доколку се додаде зелена пиперка би било малиџан или некој друг вид на зимница. Не би било ајвар. Колку време се прави ајвар? Ајварот во однос на тоа колку пиперки сме купили. Доколку е поголема количина, тоа би траело многу подолго. Нормално. Бидејќи првин треба тие да се испечат, да се исчистат. Треба после тоа да се љупат. Треба да се цедат. Најпосле ќе треба да се мелат и да се испржат. Најдолг е процесот на прашењето. Да не го споменувам љупењето, бидејќи љупењето ќе треба да се собере цело мало за да го љупи. Зашто ајварот се чува во тегли? Зашто ајварот се чува во тегли? Па традиционално се чувало во тегли. Бабата, дедото, сите што сме ги гледал секогаш го пакувале во тегли, го ставали и го конзервирале за да стои по цела зима. Најубаво се чувало во тегли. На него може да си ставиш ливче од која година ти е, да си знаеш. Чичко Мартин, од кого научи да правиш ајвар? Јас од кого научив? Од домашните, нормално. Како и во секоја куќа што се прави ајвар, така и во нашиот дом се правеше ајвар. Порано, кога бев мал, ме интересираше само кога ќе биде готов ајварот. За да земам со тази лепче, да си намакам од ајварот. Но кога пораснав, више моите деца почнаа да бараат ајвар. Се најдов рецепти и почнав да го правам ајвар. Сега и мене ми се јаде лепчи ајвар. Веќе не можам да дочекам да каснам ни јас, но тоа ќе го оставиме за после емисијата. Птиците секоја зима се селат на југ, но каде одат? Тие одат во топлите краишта, но како знаат кога да тргнат? На овие прашања ги имаме одговорите. Сега ќе ви откриеме се. Многу животни не ја поминуваат зимата на едно исто место. Тие се селат во топлите краишта. Најпознати преселници се птиците. Тие не се селат поради ладното време, кое инаку би го преживеале, туку поради немањето храна. Повеќе од 60% од птиците во нашата земја се преселници. Во зависност од видот, тие патуваат самостојно или во јато. Кукавицата и врапчето летаат сами, додека гуските, патките, чучулигата и другите птици на југ заминуваат заедно во јато. Се верува дека птиците во себе имаат природен часовник и компас, кој им покажува каде треба да се упатат. Постои теорија дека при летање тие се ориентираат според сонцето, месечината и магнетното поле на земјата. Научниците се уште не се сигурни како птиците знаат кога е време да заминат и да се вратат. Се верува дека голема улога има должината на денот. Штом денот е пократок, тоа е знак дека е време за селење. Птиците се селат во текот на ноќта, за да не бидат забележани од луѓето.
Секоја врста на птица има свое место на зимување. Европските птици најмногу се селат во Африка и на Блискиот Исток. Птиците од најсеверните делови на Европа само се спуштаат на југ во топлите краишта. Додека се вратат од југ, ние тука ќе се грижиме за птиците кои не се преселници, ќе им фрлиме по некоја трошка лепча во ладните зимски дена. Така ќе бидеме умни деца, а и вие бидете. Ќе одиме на посета во противпожарната бригада, каде ќе зборуваме со храбри пожарникари, а и ќе се возиме со нивното возило. Плюс ќе го провериме нашето знаење, но и ќе научиме нешто ново за пингвините, луѓето, кравите, кетчапот и бебињата. Не го менувајте каналот, гледајте Мини Вести. Многу сакам да учам нови работи. Дали си знаела дека полжот може да спие 3 години? Вистина, во продолжение ќе научиме уште многу интересни факти. Еве што подготвивме за вас во рубриката Дали сте знаеле? Со секој нови Мини Вести учиме нешто што не сме знаеле. Во оваа емисија ќе дознаеме многу нови работи за пингвините, луѓето, кравите, кетчапот и бебињата. Ајде да го провериме нашето знаење. Дали сте знаеле дека бебињата родени во мај во просек се за 200 грама потешки од бебињата родени во останатите месеци? Дали сте знаеле дека овцата може да препознае други овци на слика? Или дека 10% од мажите пишуваат со лева рака, додека процентот кај жените е само 7? Малку познати факти се и дека пингвините живеат во Африка. А дали знаете дека полжавите може да спијат дури 3 години? Плюс, кокосовиот орев е најголемото семе во светот и околу 2 милиарди луѓе во светот не знаат да читаат, а кравата во својот живот дава повеќе од 200.000 чаши млеко. И за крај, дали знаете дека кетчапот потекнува од Кина? Многу интересни факти, многу интересни информации. Гледајте Мини Вести. Да бидеш пожарникар е една од најинтересните работи. И е работа со која се спасуваат животи. Што е пожар и колку е опасен огнот дознаваме од еден храбар пожарникар. Пожарникарите се храбри луѓе кои се борат со пожари опасни по нашите животи, имоти и околина. Да се биде пожарникар е професија која бара долги години вежбање и учење за да се биде ефикасен во својата професија. Должноста на пожарникарите е да ги спасат пред се животите на луѓето, но и на животните. Пожарникарите се први кои им помагаат на загрозените, тие се носители на многу важни одлуки. Оганот може да се расшири многу брзо, но со модерните противпожарни техники, катастрофите често се избегнуваат. Пожарникарите може да ни помогнат и кога немаме пожар, односно при големи евакуации, спасување, сеобраќајни незгоди или помош при природни катастрофи. Ние бевме во посета на храбри пожарникари и еве што дознавме. Чичко пожарникар, што е пожарникар? Пожарникар е човек кој гаси пожари и спасува загрозени луѓе и материјални добра. Пожарникар се станува така што уште во училиштето децата се запишуваат во доброволни противпожарни друштва и со текот на времето учат и стануваат пожарникари. Како настанува пожар? Па пожар скоро секогаш настанува од невнимание, значи деца повеќето пати децата го предизвикуваат пожарот кога се играат со запалки, со кибрити или ги палат да речеме шпоретот или нешто, некој апарат дома без знаење на родителите. Тогаш настануваат пожари, значи треба да се внимава да не се игра со запалки, со кибрити и да не се вклучат шпорет или нешто друго, греалка или нешто друго без знаење на родителите. Чичко пожарникар, што да правиме кога има пожар?
Значи кога има пожар, најдобро е за децата мислам да се оддалечат од местото, да ги известат родителите или повозрастните и по можност да го знаат бројот 193 и да им укажат на постарите за да ги викнеат пожарникарите. Што не смееме да гориме? Па не смее да се запалат, да речеме, хартија или отпадоци што се надвор во природа, или суви лисја не смее да се запала, сува трева. Така да треба да се внимава и ако се види негде, ако се приметува негде дека гори, треба веднаш да се јави на повозрастните или по можност во бригадата за заштита од пожар. Ичко пожарникар, зошто пуштате сирена? Сирената ја пуштаме затоа што тоа е знак дека некој е загрозен или има некаде пожар. Кога се слуша сирената, претежно децата се возат во задните седишта и можат да видат дека од позади иде противпожарно возило, значи треба да ги известат родителите да го пуштаат патот за да може што побрзо противпожарното возило да стигне на местото на пожар. Може ли да ве викнеме за нешто друго кога нема пожар? Секако дека може да не викнете, можете да не викнете во училиштата за да ви предаваме, да ви објасниме за пожарите. Можете да не викнете кога имате некоја манифестација, да учествуваме и ние. Можете да не викнете да се дружиме или да дојдете кај нас, па да не видите како ние работиме, да ве запознаеме со професијата пожарникар. Значи има многу можности да не викнете или во случај некој од вашите куќни љубимци, така да речам, ако е загрозен или некаде ви го нема, може да не повикате и да ви помогнеме да го најдете. Птиците одат на југ, но дел од нив останува тука. На тие што остануваат, ајде да им направиме кукички. Во нив ке живеат во зима кога е ладна. Како се прават кукички и кој треба да ни помогне, ќе дознаеме веднаш. Птиците во зима заминуваат на југ, но има и такви кои остануваат во нашите краишта. За нив би било одлично доколку направиме кукички во кои би живееле. Кукичките за птици може да имаат различен облик и да се направат од различен материјал. Можат да се постават во градини, дворови и шуми. При изработката на кукичките за птици, обидете се да размислувате како птиците и уредете го нивниот дом според нивните потреби. Шарени, многу обоени кукички за нас би биле навистина интересни, но птиците во нив нема да се чувствуваат безбедно. Кукичките за птици се прават од суви и необработени даски со дебелина од 20 мм. Предната страна на кукичката или вратата треба да се прицрсти за да може да се чисти кукичката после гнездењето на птиците. Кровот треба да е накосен за да се овозможи истекување на водата од врнежите, а отворот на кукичката треба да биде завртен кон исток или југо-исток. Кукичките изработите ги со вашите родители, а најдобро е да се постават во есен или најдоцна до декември. Ќе повториме што во домот децата не смеат да си играат. Ќе одиме на стоматолог, а ќе ви откриеме и кој е измислил Барби и автомобилите. Гледајте Мини вести. Кога е надвор ладно, ние седиме дома. Дома ни е малку досадно, па знаеме да збеснем. Луција, дали ни дома си играш со шпоретот? Не, знам дека не смеам, а и мама ќе ме кара. Бидете умни деца како Луција. Со овие работи не се игра. Родителите на децата им ги купуваат најинтересните и најдобрите играчки, но тие повеќе сакаат да си играат со се друго, освен со нив. Се разбира, многу од работите кои на децата им изгледаат привлечно, можат да бидат многу опасни. Еве со што не треба да си играте во домот. Внимателно се вратите. Знаеме дека кринката е вашата омилена игра, а криењето позади врата вашето омилено скришно место. Но внимавајте, со вратата можете да си ги стиснете прстињата, па следен пат најдете ново скришно место и подалеку од вратите.
Заборавете на штекерите. Децата многу сакаат да ги пикаат прстињата или пак некој тенок предмет во штекерите. Со штекерите не смеете да си играте. Тие имаат струја која може да ве повреди, а вие, родители, набавете заштитни капачиња и задолжително ставете ги. Шпоретот е опасен. Копчињата на шпоретот се многу интересни за вас, но се и многу опасни. Доколку си играте со нив, ќе го вклучите шпоретот и многу лесно може да настане пожар во домот или да се изгорите. Тоа е едно од најопасните места за играње. На децата не им е место околу шпоретот. Без трчање по скали. Трчањето низ домот е вашата омилена игра, особено во студените денови. Но не го правете тоа. Трчањето по скали е опасно. Можете да паднете и да се повредите. По скали се оди внимателно и секогаш држете се за гелендарот. Многу дечиња се плашат од стоматолозите, но не и ние. Ние сме умни дечиња и сакаме да имаме здрави заби. А за да имаме здрави заби, треба да ги миеме 3 пати на ден. И редовно да одиме на преглед. Денес ве носиме на заболекар и како помина нашата дружба, ќе видите сега. Докторка Ивана, што треба да правиме за да имаме здрави заби? За да имаме здрави заби, најважно е да ги миеме 2 пати во текот на денот со четка и со паста за да се отстранат сите остатоци од храна кои што останале помеѓу забите. Исто така многу е важно да се доаѓа редовно на контрола кај стоматолог и исто така да имаме здрава исхрана, односно да јадеме помалку благи работи и чоколади. Што е кариес? После јадење, значи ако забите не се измијат со четка и со паста, остануваат наслаги на забите, односно остатоци од храна. Доколку не се тргнат тие остатоци, доаѓаат мали невидливи бубачки кои што се викаат микроорганизми или бактерии. Тие јадат оваа преостаната храна. Јадејќи оваа храна формираат малечки, многу малечки дупченца на забите кои што се нарекуваат кариес. Докторке, зошто запчињата паѓаат? Децата имаат многу заби во вилицата, тие се поделени на 2 генерации, првите се млечни, а вторите се трајни заби. Кога детето е малечко, најпрво никнуваат млечните запчиња. Потоа, кога ќе порасне, треба да изникнат трајните запчиња, бидејќи за нив нема простор, млечните запчиња мора да отпаднат, за да се направи простор за трајните заби. Докторке, зашто забите треба да ги миеме со паста? Забите мора да се мијат со четка и со паста за да бидат чисти, исто како што рацете мора да се мијат со сапун за да бидат чисти. Друга важна работа е дека пастата содржи еден многу битен елемент кој што се вика флуор и ги прави забите да бидат поцврсти и поотпорни за да не се создава кариес. Докторке, колку често треба да доаѓаме на забар? На контрола кај стоматолог треба да се доаѓа најмалку 2 пати во текот на годината, за доколку забот се расипе, тоа да биде заприметено и санирано во почетната фаза и само така контролите кај стоматолог нема да бидат болни. Ние девојчињата многу сакаме да си играме со кукли. Ох, вие девојчињата и вашите кукли. Исто како и вие со вашите колички. Но денес на наше задоволство ќе се дружиме со прекрасната Барби. Поминаа цели 56 години откако Рут Хендлер, мајката на Барби, ја создаде куклата која стана светска ѕвезда. Првиот модел е направен од хартија, специјално за ќерката на Хендлер, а куклата името го добива токму по неа или Барби, скратено од Барбара. Така во 1959 година, на возраст од 20 години, е родена Барби. Таа има долги нозе, тенок струк, долга руса коса и преубави сини очи. Првата Барби е облечена во црно-бел костим за капење, со црни подпетици, очила за сонце и златни обетки. Со текот на годините, стилот и изгледот на Барби се менуваа во зависност од трендовите. Таа денес е згодна бринета, црнка или црвенокоса. Во својот свет е бизнис жена, мајка, сурферка, модна икона и што ли уште не. Барби се уште е една од омилените кукли во светот. Еве на назад и време е да учиме. Марко, дали ти се возил со авион? Не, Луција, ама би сакал да патувам низ светот, како например во Дизниленд.
Марко, пред вистински да почнеме да патуваме низ светот, ајде да научиме како и кога настанал првиот авион. Човекот од секогаш сакал да лета како птица. Првиот вистински лет бил кога човекот од карпа или од дрво скокнал на земја, но тоа било кратко летање удолу, а не кон небото. Гениалниот сликар, писател и пронаоѓач Леонардо да Винчи во 15-тиот век го измислил падобранот, но и тоа било паѓање само забавено. Тој го измислил и првиот хеликоптер, кој всушност не полетал, но тоа било важна идеја за сите. Во историјата на авионите важен е 17 декември 1903 година. Тој датум двајца англичани, браќата Орбил и Вилбур Рајт, со својот авион летале 12 секунди и прелетале 37 метри. Во текот на денот тие се обиделе се уште 3 лета, а најдолгиот од нив изнесувал 260 метри. Тоа летало имало труп, крила, опашка и тркала и навистина можело да се нарече авион, бидејќи личело на птица која на латински се вика авис. И оние први 37 метри, колку што прелетал, биле само почеток. Од тогаш се направени авиони што летаат на делјатници километри и превезуваат 400 патници, а може да пренесат и огромен товар, да слетаат на земја или на вода. Пронаоѓањето на авионот ги поттикнал научниците да измислат и вселенско летало, кое го однесе човекот на месечината. Сега ќе го ставиме да играте додека возрастните гледаат нивни вести. Чао!